Дали Спасовски му подготвува свилен гајта на Ковачевски, додека сите го седнуваат во председателскиот кабинет наводно. Веројатно, целта на првиот полицаец е да седне на тронот во Бихачка. Расколот во СДСМ, особено за председателски кандидат на партијата, навидели на ги извади амбициите и се чини ги разјасни позициите и конекциите внатре во партијата. Иако цело СДСМ демантира дека се зборува за председателски кандидат. Неверојатно е на само 6 месеци пред избори владеачката партија да не разговара за имиња. Дека внатре врие и фракциите се повеќе ги личат конците кон себе, покажуваат и последните излагувања на министерот за внатрешни работи Спасовски, кој за едни од клучните прашања во државата оди контра неговата матична партија. Дали во борбата за поени кај граѓаните за председателски кандидат, или пак можеби во игра недоразбирање меѓу Ковачевски и Спасовски, кој датира од поодамна, не е целосно јасно. Но јасно е дека Спасовски сака да ги собере симпатиите на членовите за да го подобри својот статус и да седне на председателската функција, дали на Водно, дали на Бихачка, останува да видиме дали ќе се потврдат шпекулациите. Законот за амнестија, кој е предмет на разградување на меѓународната, го следи будното око на САД, кој дополнително ги раскара власта и опозицијата. И една од клучните точки за кои Спасовски оди контра одлуките на владата на Ковачевски, како и едно од најкрупните прашања за заштита на животната средина и здравјето на граѓаните, односно работењето на рудникот Иловица. Јас искажав мој став и кажав дека тоа е мој став и јас стојам цврсто на тој став дека со законскиот текст не се постигнуваат ефекти. Мојот став е многу јасен, рудник по Струмица нема да има. Се почистите јавни појавувања на Спасовски, како и поголемата заинтересираност за политичките случувања во Македонија, ја навидува јавноста да се сомнева дека министерот за внатрешни работи веќе отворено работи на своја кампања во рамки на СДСМ. Во време на владењето на поранишниот премиер Заев, најчесто изјавите кои ги имаше Спасовски беа за спроведени акции, пресови во врска со министерството, за сега одеднаш министерот да покажува интерес и за работи надборот МВР. Дека можеби станува збор и за внатрапартијска капка меѓу Ковачевски и Спасовски, за која Спасовски ПЕБ-кот го прави малку подоцна, е информацијата која на почетокот на годинава допре до ушите на јавноста, односно дека Ковачевски сакал да го разреши Спасовски и на негово место да постави човек кој е нему близок.